Здраво! Добредете на новата епизода на мојот подкаст. Во оваа епизода ќе зборувам малку повеќе за нешто кое што сметам дека е доста длабоко вкоренато кај нас. И тоа е една идеја која што знае да биде добра, меѓутоа исто така и многу штетна. А тоа е идејата дека ние постојано мораме да бидеме продуктивни и забораваме дека не сме машини и дека е многу важно да се грижиме за себе без притоа да чувствуваме вина. Таа идеја дека треба да бидеме секогаш продуктивни, достапни, силни, дека грижата за себе е некаква форма на слабост, себичност, недостаток, е нешто кое што доста често го гледам и го гледам понекогаш како шаблон, особено кај жените. И затоа во оваа епизода ќе зборувам за оваа идеја, како влијае таа врз нашето ментално и физичко здравје и што е оно што можеме да го направиме за да се ослободиме од вината што ја чувствуваме кога се ставаме себе си на прво место. Доколку е ова нешто кое што сакаш да го слушнеш и да го надминеш, остани со мене. Пред се од каде доаѓа оваа идеја, не би можела точно да знам и да одговарам за сите, односно не е возможно да се генерализира, но во многу култури работата и грижата за другите се гледаат како главни вредности. И секако ова е многу убава вредност и јас самата ја имам многу и кај мене е многу силна и изразена. Меѓутоа, станува проблем кога влегуваме во крајност. Ние од мали учиме дека да бидеш корисен значи да бидеш вреден. Ако не правиш нешто продуктивно, се чувствува вина. И ова е особено изразено кај жените, кои секако историски носеле голем дел од емотивниот и од оној товарот во семејствата кој што е грижа за самото семејство. Но науката ни покажува дека без одмор, без ментална и физичка грижа, нашата способност да се функционира е нешто кое што драстично се намалува. И истражувањата во невронауката особено покажуваат дека хроничниот стрес ја намалува еластичноста на мозокот и тоа значи дека со текот на времето стануваме се помалку флексибилни, помалку креативни, посклони кон анксиозност и депресија. И ова е нешто кое што морам да споделам наискрено дека многу пати сум го доживеала. И затоа сум некој кој што одлучил дека она кое што го во наводници паметувам или проповедам е нешто кое што исто така и го живеам. И многу често бирам да не сум доволно продуктивна така што се повлекувам, односно не сум секогаш доследна, не дека не сум доследна на зборот, туку да речеме не сум редовна. А тоа значи дека ако секој петок излегувала нова епизода на подкастот, тогаш кога не можам да го правам тоа, не го правам тоа. И не сум доследна таму, меѓутоа сум била доследна со клиентите, односно каде морам да се појавувам, а каде не морам. И сите оние места каде што не морам да се појавувам, многу добро сум знаела да земам одмор. Исто така, ова е нешто кое што го практикувам и во другите идентитети, односно во другите улоги кои што ги имам и полиња. Знам да земам одмор од дружба, знам да земам одмор од некаков тип незабава, да си земам одмор од посветување и на партнерот, да земам одмори од посветување на себе доколку тоа е нешто кое што ми е потребно. Да можеме да направиме добра анализа од што треба да се одмориме е многу важно во текот на живењето, за да може да се одржи некаков баланс во животот. И мислам дека ова е една од омилените мои теми, затоа што многу добро со текот на годините почнав да чувствувам кога ми треба одмор, а најмногу станав свесна за ова кога забележав еден шаблон, односно кога забележав образец кој што се повторува, а тоа е како јас се разболував уште во детството секогаш кога ќе ми беше потребен одмор. Па така кога ќе се исцрпев како дете, тоа најчесто се случувало некаде после некое тромесечие, оценки, многу учење, одење на некој тренинг или слично и доаѓа период кога го забележувам шаблонот дека не си давам период да се одморам, но тогаш ќе се разболам. А оно што се случува е кога ќе се разболам не само што нема да се одморам, туку ќе се и доуморам, особено ако имам температура. И сега, секако дека ова не е нешто кое што ми било во контрола, но кога го освестив, многу поинако гледам и сега на болеста. Па дури и ден денес кога ќе се разболам, секако доколку не станува збор нели за вирус кој што сам реално е присутен тука дома, имам деца во училиште, во градинка го носат, но многу често и сега забележувам дека нешто внатрешно се создава, значи внатрешно буквално
имам веќе чувство или можеби моето тело веднаш ми праќа некој сигнал дека ќе се разболам ако не ставам стоп. И тука сакам да те повикам да размислиш и ти дали можеби ова се случува кај тебе. Односно, дали можеби и ти гледаш некаков шаблон во твојот живот каде што твоето тело ти праќа сигнали кога ти е потребен одмор или каде треба повеќе да се вложиш, каде треба помалку да се вложиш. Ова е една вежба која што на програма Асертивна во последните два круга им ја давам на асертивките, каде што им давам една вежба да гледаат малку повеќе во кое поле многу примаат, во кое многу даваат и каде е време да се каже стоп или каде може да намалат, а каде не. Еве да речеме, би рекла да направиш список од 5 активности што ти носат радост, меѓутоа не се поврзани со продуктивност и те прашувам, односно баш да размислиш дали редовно ги практикуваш и секако што те спречува да ги практикуваш. Јас овде не насочувам дека треба да ги правиме секогаш овие активности, напротив, но важно е да ги правиме без да чувствуваме вина тогаш кога имаме простор и време. Кога последен пат си се одморила без да ја чувствуваш таа вина и ако тоа се случува ретко, зошто? Односно провери што е она што се случува со тебе или која мисла се јавува доколку ти одлучиш да земаш одмор. Можеби нема премногу да ти промени и да те смени, но како беше со ова дека слушна дека хроничниот стрес ќе намали твојата пластичност и ќе си помалку флексибилна, помалку креативна и посклона кон анксиозност и депресија. Мојот шаблон е тој, кога сум преморена, преисцрпена, стимулирана, јас најчесто влегувам во анксиозност, мојата креативност потполно се намалува, не сум доволно флексибилна, не сум доволно игрива, немам доволно идеи и едноставно не можам да продолжам напред. Па така, кога сум преуморена, ако седнам да снимам подкаст, јас не можам да го снимам подкастот. Ако седнам да правам некаков нов програм, јас не можам да го правам. Можам да имам милиони идеи. Јас имам обавезно еден тефтер каде што запишувам идеи. Мислам дека имам милиони идеи кои што сакам да ги исполнам. Ама не можам, затоа што доколку почнам да се форсирам, доколку некако си ја давам тој притисок, јас едноставно прегорувам. И онако што го правам не е тоа како што јас знам да го правам. Јас давам многу, како ментор, како ментор сум свесна за тоа, дека давам многу и секогаш велам, ако некој не е спремен за многу, не е за кај мене. Има ментори кои што се на друго место, кои што се на друго ниво, сум била и јас на тоа ниво, сум била и јас почетник, сум давала многу малку, ова го ставам во наводници затоа што е многу индивидуално, меѓутоа свесна сум дека кога давам многу и реалноста е дека не секој има капацитет толку многу да прими. И имам високи очекувања кога правам некој програм или нешто од себе си, дека треба да е добро. И, например, кога ќе седнам да го правам тоа, ако јас сум преморена, јас не чувствувам дека давам вредност, не чувствувам задоволство. И ова е нешто што го гледам многу често и кај клиентите и кога имаме индивидуална работа, каде што кога се влезени во дали е тоа престимулираност, премораност, исцрпеност некоја, без разлика, нема задоволство, затоа што едноставно никогаш не може да се почувствува, односно се тргне тој перфекционизам и да се почувствува една флексибилност, едно опуштање и едно реално пуштање, бидејќи нема нешто кое што носи радост, односно веќе и оно кое што носело радост не носи радост, туку притисок. И затоа наместо да се притискаш за било што и да правиш, пробај да се одмориш и да видиш како одморена ќе можеш наеднаш да направиш многу повеќе. Па така еве на пример, кога снимам подкаст, кога јас сум одморена, знам да снимам 5 епизоди наеднаш. Можеби не во истиот ден, меѓутоа да речеме во 2-3 дена да снимам 5 епизоди и тоа да биде контент кој што е подготвен за цел месец и пол, 2-3, зависи на колку време ќе ја пуштам епизодата. А ако сум преморена, можам да седам и 100 пати да снимам епизода, а никогаш да не почне. И истото ми важи да се случува да запнам, да снимам некаква епизода која што била побарана од вас, која што сум ветила дека ќе ја снимам, која што сакам да ја пробам и да ја снимам и да ја пуштам, ама нешто однатре не ми дава. Така е со епизодата за анксиозност. Значи, досега 5 или 6 пати имам сената да ја снимам. Последниот пат кога сенав да ја снимам, снимив пола и ја избришав. Ја избришав затоа што едноставно не е тоа кое што сакав да го пренесам, сметам дека едноставно не е дојдено времето.
Секако дека ќе ја снимам и дека кога тогаш ќе застанам, ќе седнам, ќе ја снимам. Најверојатно имам и јас многу високо очекување од самата епизода и треба да ја поделам во некаков серијал и верувам дека тоа и ќе го направам, бидејќи едноставно анксиозноста е толку широка тема која што не можам да застанам и баш да ја снимам некако за пола саат, 20 минути, 30 минути, 40 минути, од прилика тоа е време траењето на моите подкаст епизоди. Меѓутоа, може би од друга страна и потребно е време да се одморам за да можам истото да го направам, затоа што тоа е тема која што од мене, значи не од некој друг, меѓутоа од мене ќе бара повеќе енергија. Она кое што многу ми е важно понатаму да продолжиме дека телото никогаш во наводници нема да ни прости да го запоставиме. Кога ние го игнорираме нашиот умор, кога постојано ги туркаме границите, телото почнува да реагира. И јас затоа коса ми се крева кога ќе слушнам буткајте ги границите, туркајте ги границите, рушете ја комфорт зоната. Не, мислам, да, мора да излегуваме од комфорт зоната, но само ако имаме доволно капацитет и ако сме сигурни дека навистина го имаме тој капацитет во нас, односно каде можеме нели да намалиме за да дадеме на друго место, бидејќи се што е форсирано излегување од комфорт зона, секаде каде што туркаме граница може да биде одење кон пропаст и провалија. Буквално да влеземе со сила себе си да се втурнеме во анксиозност и да не можеме да излеземе од таму сами. И ова е нешто кое што многу често го гледам, ова е нешто за кое што многу често сведочам и сметам дека морам и дека имам една одговорност да го повторувам. Една од лекциите, исто така која што на асертивна програмот прва им ја кажувам на асертивките е дека тука има многу, ама за да може да се случи промена, мора да има капацитет за примена. Џабе се слуша се. И затоа секогаш велам, земи се го она кое што тебе ти е потребно тука и сега. И затоа многу често, особено во последните групи, кога асертивна ја смени својата форма како програм, односно кога од курс стана програм, каде што сум постојано активна, каде што постојано има група, каде што постојано некако се работи на одредена тема и се дава поддршка. Тоа е место, затоа многу често асертивките повторуваат, доаѓаат во другата група, во третата група. Имам, да речеме, во оваа група што заврши, имав некои што доаѓаат по трет пат, затоа што едноставно првиот пат се земале едно нешто, вториот пат се земале друго нешто, третиот пат се земале трето нешто. Кога немаш капацитет за примена, џабе учиш. И ова многу често го гледам и кај оние кои што се зрапуваат во личен раст и развој, кои што многу долго време работат во наводници, работат на себе и ми викаат: добро Елена, работам 3 години, 4 години и ништо не се променило. Тоа е затоа што или нема, или не се сигурни нели што е оно што сака да го сменат, или едноставно нема капацитет за промена. Првиот момент кога ќе станеме свесни за ова, почнуваат големите промени. Хроничниот стрес го зголемува нивото на кортизол, што со тек на време води до физички проблеми. Тоа може да биде главоболка, тоа може да биде несоница, тоа може да биде некои срцеви заболувања, чирне желудник, ослабен имунитет и така натаму, автоимуни болести. Мислам да некако не навлегувам во некои, ајде да кажам, стравови, затоа што има доста истражувања кои што се спроведуваат низ светот, кои што покажуваат дека луѓето кои не прават редовни паузи за одмор имаат зголемен ризик од исцрпеност и од хронични болести. И дури нешто едноставно како 10 минутна пауза за длабоко дишење, за растегнување, за буквално одење до тоалет во текот на работата може да го намалат нивото драстично на кортизол и на тој начин да се подобри концентрацијата. Секако тука има и други техники, можеби понекогаш ќе се задржам и повеќе на ова, но моето прашање е како твоето тело ти покажува дека ти си под голем стрес. Игнорираш ли некои знаци на замор? Јас ти ја споделив мојата приказна со разболувањето и секогаш кога ќе почувствувам дека моето тело ми дава знак на разболување, веднаш отварам да видам каде ми треба одмор, што можам да пуштам. Или каде можам да побарам поддршка за нешто да завршам за да не ми тежи толку многу. И да, секогаш гледам, нели, да не пати од страна никој, ниту пак јас, ниту работата и слично, но некоја работа која што не мора е во ред да ја пуштам. Сакам да споделам со тебе една вежба, а тоа е во текот на денот да си поставиш потсетник, може да е тоа на телефонот, на секој, например, 2-3 часа да правиш пауза од 5 минути. Може да си ставиш аларм и да буквално ти доаѓа на скрин на екранот да ти се појавува 5 минути пауза.
Може да биде длабоко диши, свесно диши, истегни се, прошета, излези до надвор, сопри ги мислите, кратко медитирај, нели зависи сега што е оно што е возможно во твојата ситуација и сакам да ми кажеш каква е разликата која што ја почувствува. Прави го во текот на една недела и јас сум сигурна дека ќе почувствуваш многу голема промена. И те молам да ми пишеш, затоа што сметам дека и твоето споделување може да биде доста инспиративно за другите. Вината која што може да се појави сега и верувам дека може и веќе се појавила или ќе ти се појави во текот на оваа недела, често доаѓа од натрешниот критичар кој што не потсетува на сите требања, морања, треба да работам повеќе, треба да бидам поефикасна, треба да се грижам за сите и така натаму, но вистината е, повторно ќе кажам, грижата за себе не е луксус, таа е основа за добар живот. И повеќето научни студии покажуваат токму тоа дека луѓето кои што имаат навика да се грижат за себе се многу помалку склони кон анксиозност и депресија. И дури и некои мали чекори, како редовно спиење, редовна физичка активност, време за себе и така натаму, имаат огромно влијание врз целокупната ментална стабилност. И ако не се грижиш за себе, кој ќе го прави тоа наместо тебе? Кој чекаш да дојде да се грижи за тебе наместо тебе? Не заборавај дека сега си возрасна личност. Повторно ќе те прашам, ако не се грижиш за себе, кој чекаш да го направи тоа наместо тебе? И споделувам со тебе уште една вежба, а тоа е да си напишеш писмо до себе си од иднината, од личноста која што конечно научила да се грижи за себе без тоа чувство на вина, и видиш што ти кажува таа верзија на тебе. Како сега изгледа нејзиниот живот, што променила, на кој начин се одмара, што е тоа што го прави, како изгледа, што носи, како е облечена, што работи. Ова се можеби некои така мали вежби за тебе навидом неважни, но веруваме дека ако ги правиш, ако ги пишуваш, ако ги вметнуваш во твојот дневник, макар еднаш во месецот, не мора да е многу често, може да ти донесат многу голема промена. И можеби сум досадна, меѓутоа најважната форма на грижа за себе е поставување на здрави граници. Ние често мислиме дека грижата за себе значи топло бања, свеќи, меурчиња, чај, не знам во каков чајник, мислам секако, ова е супер, но всушност најголемата грижа за себе е способноста да поставиме здрави граници, да кажеме не без чувство на вина оному каде што треба, да се заштитиме од емоционална и секако од физичка исцрпеност. Има дел истражувања кои што покажуваат дека луѓето кои што поставуваат здрави граници секогаш имаат подобар баланс во животот, односно имаат подобри односи и хроничниот стрес значително е помал во однос на другите. И тоа значи дека да одредиме што можеме и што не можеме да правиме, без да се чувствуваме должни да се објаснуваме. Каде во твојот живот мислиш дека треба да поставиш граница и се уште не си го направила тоа? Значи, кој поле во твојот живот баш она некако не штима, мислиш дека може да се подобри, треба да се подобри, дошло време можеби нешто тука да средиш, и запиши 3 ситуации во кои што би сакала да кажеш не без чувство на вина. И кој е првиот чекор кој што тука и сега одлучуваш да го направиш во врска со тоа? Јас сакам да повторам дека грижата за себе ниту е луксус, ниту е слабост. Грижата за себе, здравата грижа за себе е сила. И не е себичност, туку е основа за добар живот. И затоа кога си одморена, кога си емоционално стабилна, кога си исполната, можеш многу повеќе да им дадеш и на другите. И не заборавај, не си робот, не си машина. И дури и машината мораш понекогаш да ја исклучиш од штекер, така, значи буквално апаратот мора да го исклучиш од штекер за да го рестартираш, затоа што преголем напон може само да те прегори. Едноставно човек си од крв и месо и имаш право да се грижи за себе без вина, и е многу важно да секој ден барем малку правиш нешто за себе, мали чекори, без објаснување, без вина, и провери како ќе се чувствуваш. Некако овде би завршила веројатно со оваа тема, затоа што сметам дека доволно вежби, доволно прашања поставив кои што навистина може да те поддржат. Благодарам што остана до крај на оваа епизода што слушаше, и ако оваа епизода ти донесе
вредности, значеше споделија со некој на кој што мислиш дека му е потребна оваа порака, да се потсети дека не е машина и дека мора да се одмори и дека дури машините се одмараат и се вадат од штекер или им се менуваат батериите. А во меѓувреме се слушаме во следната епизода. И мислам дека ова е веќе последниот рок за пријавување на курсот Мама без драма, па така доколку сакаш да бидеш дел од оваа група на жени кои што се пријавени, можеш тоа да го направиш на линкот подолу. Почнуваме на 7 мај, до тогаш биди ми поздравена.